почитуван председател на владата на Република Македонија, почитуван председател на Сдруженијето на дефектолози на Република Северна Македонија. Ни треба време да се навикнеме, почитувани министри во владата, почитувани професори, почитувани представници на земјите во регионот. Сметам дека оваа конференција е навистина важна и од исклучително значење за нашата држава. Не само заради тоа што професорот Едински, ако не е со нас, сите го спомнуваме, правеше револуционерни чекори пред повеќе од 20 на години во нашата држава во делот на заштита на лица со попреченост, сите ние како професионалци денеска го следиме и правиме нови револуционерни чекори за инклузија на овие лица во нашето општество, во нашето секојдневие. Предизвици има на сите страни, но сметам дека како влада, ако ништо друго, во моментов може да кажеме дека политичката волја и првите чекори покажуваат не само декларативна заложба, туку реална заложба за постигнување на резултати во инклузијата. Првенствено деинституционализација процесот сите го следевте во 2018 година, тој не беше едноставен, но без поддршка на премиерот на оваа влада и градоначалниците во општините каде што почна деинституционализацијата, ние тешко ќе постигневме резултати. Но гледате дека може да се пофалиме со 75% од децата се извлечени од институции и ние до 2020 година веќе немаме ни да имаме малолетни лица во институции, поради тоа што е поставен мораториум во сите нив. Дополнително Демир Капија е голем предизвик, но заедно со Сојузот на дефектолози во нашата држава, ние постигнавме да веќе 30% од лицата излезат и да ние можеме да си зададеме дека до крајот на мандатот на оваа влада ние навистина ќе постигнеме и 50% од лицата од Демир Капија да бидат излезени од нив. Но тоа е само едниот дел, да ги затвориме големите сиви институции кои што не ги сакаме, а кои што беа револуција пред 20 и нешто години. Но второто е социјалната реформа, а тоа е дека оние најранливите ние мора да ги поддржиме. Нивните семејства да ги поддржиме за да немаат потреба да ги испраќаат своите деца и своите роднини во институции. И токму затоа реформата предвидува дека 15% се зголемува детскиот додаток за да ги поддржиме децата. Родителите кои што имаат дечиња со интелектуална попреченост и каков тип друг на попреченост ќе добијат 4-часовно работно време, можност, тоа постоеше и претходно, но сега ние ќе субвенционираме до 50% од просечната плата, што значи дека тие речиси во целост ќе добијат својата плата, ќе работат само 4 часа, со цел да им го олесниме секојдневното живење. Дополнително, оние родители кои што нема да ги институционализираат своите деца и кои што ќе ги задржат во своите семејства ќе добијат пензија иако не работеле и таа ќе биде околу 8.000 денари, што значи дека ќе биде речиси еднаква со минималната пензија во државата како да сте плаќале придонеси. Дополнително воведуваме услуги, нешто што е неопходно и кое што го немавме до денес, а тоа е палијативната грижа во домашни услови или грижа во домашни услови за овие лица, како помош на примарните семејства, и второ е персоналната асистенција која што ја немавме и која што не само што уште во 2017 ја воведовме како програма, сега со закон го гарантираме како право на персонална асистенција на секое лице кој што има потреба, а државата си плаќа за таа услуга. Со тоа создаваме еден систем, една мрежа целосно и со финансиски средства и со услуги кои што ќе ги поддржи овие лица и секојдневно околу нас ќе можеме сите заедно да се грижиме да тие се чувствуваат еднакво со сите нас, да може да ги користат сите услуги еднакво како и сите нас и со тоа ќе може да покажеме дека како држава навистина можеме да кажеме дека почитуваме човекови права и дека сме демократска држава. Ви благодарам и постакувам успешна конференција.